Почитувани, генералниот секретаријат на владата под палката на Драги Рашковски работи незаконски. Рашковски носи одлуки кои се спротивни на законот и кои на крај ќе треба да ги плаќаат граѓаните, за да ги задоволи политичките апетити и нарачките на својот шеф Заев. На тој начин Рашковски прави хаос по институциите, разрешува надвор од законот и поставува во најголем дел некомпетентни и неспособни партиски кадри. И тоа повторно надвор од законот. Сите овие одлуки се спорни. Сите овие решенија ќе паднат кога судовите и надлежните институции ќе се одважат и нема да подклекнуваат на притисоците од СДС, односно кога ќе почнат да постапуваат исклучиво според законот. Тогаш ќе бидат оспорени сите одлуки на незаконски поставените кадри од страна на Рашковски, а тој и луѓето околу него ќе одговараат за штетите што ги направиле. Почитувани, Рашковски не е сам во незаконитите дејствија што ги прави. Рашковски, како генерален секретар на владата, го ангажираше неговиот кум, адвокатот Дејан Костич. За адвокат на генералниот секретаријат на владата, Рашковски го овласти Костич да свикува управни и надзорни одбори, да оди по институции, да ги притиска, да се однесува некултурно, буквално да диве и да прави што сака по македонските институции, да навредува и омаловажува. Костич, со одобрение на Рашковски, се прави дека е газда по македонските институции. Ова е врв на непотизам и самовластие. СДС се однесува како институциите да се нивна приватна собственост. Рашковски треба да ја одговори на македонската јавност како од позиција на генерален секретар на владата го ангажирал неговиот кум, адвокатот Дејан Костич, за адвокат за застапување на генералниот секретаријат. Рашковски треба да им даде одговори на граѓаните како е избрана адвокатската канцеларија на Костич за застапник на секретаријатот. Која била процедурата и кој го вршел изборот? Исто така Рашковски треба да им објасни на македонските граѓани колку го плаќа сопствениот кум со пари од граѓаните за дивеењето по македонските институции. Рашковски мора да им објасни на граѓаните кои преку буџетот ги плаќаат лудороите на Рашковски и неговите кумови и пријатели. Зошто е ангажиран адвокатот Костич, кога секретаријатот има правна служба, која треба да ги извршува работите за кои што државата сега издвојува средства и го плаќа адвокатот Костич. Рашковски не смее да бега од одговори. Граѓаните мора да знаат кој, како и за што ги троши нивните пари. Граѓаните нема да дозволат нивните пари да бидат трошени за полнење на приватните сметки на Рашковски и неговите роднини. Рашковски, Костич и сите представници на власта или нивни кои извршители треба да знаат дека мора да работат единствено согласно закон и никако поинаку. Рашковски и СДС треба да знаат дека секое незаконско работење и прекршување на законот ќе биде ревидирано, санкционирано со враќањето на демократијата и правната државност. Одговорност ќе има и мора да има.